Ајде сега да си продолжиме со поведри, поубави теми, кога се работи за дечињата, кога се работи за најслатките, за најмилите бебињата. Ангела Костовска ни е денес гостин. Добро утро. Добро утро. Прв пат? Да. На телевизија? На телевизија од кога бев дете. Од кога бев дете, да, така. Од звона. Почувствував така, малку ме погледна како сега треба ли да почнеме, така? Да. Јас мислам дека многу ќе те биде убаво и опуштено со Ирена и тука во студиото. Сигурна сум, затоа што и разговорот кој што треба да следи, како што кажав, е нешто преубаво што го правиш. Јас ќе те поздравам поради тоа. Календар со активности за бебиња и за мали дечиња. Да, исто така. Иренче, добро утро и до тебе. Добро утро, Слободанка. И од ова што го гледам, ќе слушнеме за што се работи и ќе ни објасни нашата гостинка. Да. И нешто малку и ќе демонстрираме тука во живо, како изгледаат тие активности за бебиња и за мали дечиња. И како што кажав, само опуштено. Уживајте. Благодариме. Ете така, убава најава, јас само ќе дополнам Ангела Костовска, содржински креатор на календар со активности за бебиња и за мали деца, меѓутоа по професија економист и истражувач. Ангела, добро утро, еве вака официјално, иако веќе пред половина час пристигна овде кај нас во нашата телевизија, во телевизија Алфа. Верувам дека ти е пријатно овде во студиото, како што кажа и Слободанка. Би сакала да те прашам околу идејата. Имаш навистина една интересна идеја, наменета за бебиња и секако за мали деца. Предпоставувам и верувам дека голем број на идни мајки и татковци, родители сегашни, баби, дедовци, прабаби, прадедовци, сите кои што не следат. Ова ќе биде навистина многу интересно, бидејќи кога дечињата не одат во градинка, а и кога ќе се вратат од градинка, потребно е дома да се занимаваат. За да се занимаваат, тука е нашата Ангела, која што создаде календар за активности токму за бебиња и за мали деца. Како дојде до идејата? Добро утро, Ирина. Најпрво благодарам за поканата. Навистина е пријатно да се биде во ваше друштво утрово. Вака, па идејата би рекла дека дојде од моментот кога бев трудна со моето прво дете, значи во првата бременост, која што беше малку специфична и бараше од мене малку повеќе да се заинтересирам за детскиот развој и што се ќе следи во иднина. И од тука се појави мојата креативна страна, би рекла, и посакав развојот на моето дете да биде поврзан со креативни активности. Но календарот, конкретно како продукт, се појави кога дојде второто дете на свет, односно како една мајка во која што секојдневието колку и да е убаво, дупла љубов, дупла радост, носеше и голем хаос и потребно беше да се направи една структура, една организација како да можеш денот. Да, како може да поминеш денот со две деца конкретно, кои што имаат различни потребни, се во различни развојни фази и треба да се посветиш нормално на двете деца. И тука мислам дека излези мојата организациона страна, што се води позади економијата и бројките, и направив една структура, започнав заедно со синчето, значи од 0 месец да ги запишувам активностите што ги правам со него. Сега, да. Кога сме веќе кај месеците, овие календари се значи различни. Значи има за различна возраст, за бебиња и за мали деца. Сега бебињата од 0 возраст веќе може да имаат активности некои? Да, бебињата имаат од 0 возраст активности и тоа се најчесто црно-белите картички, односно кај нив визуелната перцепција почнува да се развива од првиот ден, значи видот, со нив работиме на тоа поле најпрво. Но календарите за што се пуштени на Инстаграм се од 6-тиот месец. Значи, структурата има од 6-тиот месец натаму, односно од како детето ќе почне да седи. До 3 плюс години. Односно, како што се развива мојата ќерка, така на некој начин ќе се развиваат и активностите. се значајни. Сега, овде имаме ние многу реквизити донесени, практични, кои што си ги имаме сите ние по дома. Секако дека активностите по возраст се различни. Не може да биде за бебенце или за детенце од 3 години иста активност. Ајде, би сакала пред да ги погледнеме инсертите и видеата, еве вака нешто корисно од она што го имаме тука, а имаме што? Еве, ова е нешто што сите ние си имаме по дома, има сунгерчиња, има пластично празно шишенце. Еде, понатаму може да ја
јас не гледам од овде што сте имаме донесено. Имаме неколку чепкалки, имаме едно кутивче, неколку меки стапчиња, табла со капачиња од смутињата што ги пиеше ќерка ми, па од тоа се направи една интерактивна табличка. Табла и со капачиња од шишиња, така? Од шишиња, да, тоа апсолутно не е никаков проблем. Значи, вака јас би кажала дека најпрво за најмалите, значи тоа може и од 4-ти месец, од 3-ти месец. Кога веќе ќе може да држат. Кога ќе може да веќе, дури да не држат, значи на нив потребна им една ваква визуелна, сетилна стимулација и звучна и можете родителите едноставно си го земат ова шишенце, да го наполнат со неколку работи, како што јас имам тука графчиња, може слободно, да, ако треба помош од моја страна. Да, имаме графчиња, пуканки, некои светки, конфети, се што имам нешто земено од продавница, да речам од материјал. И едноставно да се наполни ова шишенца. Вака. Ќе земеме сега тука. И ќе добиеме едно звучно шишенце. Ако исто се наполни со водичка и со боја, тогаш ќе добиеме визуелно шишенце и на најмалите им се потребни првиновие. Ќе ги поттикне и за лазење, ќе ги поттикне и за држење, ќе ги поттикне звукот, ќе ги поттикне да го бркаат, да го тресат самото шишенце, да ги прават тие движења. Значи не треба ни премногу да се наполни, доволно и малку, колку да тропка и обавезно... Како тропкалче. Како тропкалче, така, да. И може да обавезно само да се стави лепакче, односно секундарен лепак на шишето, за да не се отвори, бидејќи има ситни делчиња, а во спротивно си е самото шишенце вака безбедно и они ќе си имаат како тропалче и ќе може да лазат, да го бркаат, да. Интересно. Една играчка. Не мора да се дава, да се трошат пари по играчки, еве убава идеја на вистина. Да. Ова е многу брза идеја, значи сигурно дома сите имаат графчиња, пуканки, нешто што тропка е и светки, боја. И ова ќе биде одлично почетно. Почетно, значи во светот на DIY. Да. Да. Од 4 плюс месеци. Од 4 месеци, за бебиња, така. Да. Ова би рекла дека е за бебиња. Добре. И сега во фазата на... Бидејќи тргнавме по возраст, може по возраст да презентираме, да. Да, би рекла дека и календарите до првата година се поделени на 2 месеци, бидејќи во првата година детето многу брзо ги достигнува развојните одредници и затоа на него ќе му биде потребно на побрзо време да ги менуваме активностите, што треба да научат. Тука многу би потенцирала сензорните активности и грубата моторика. Оди веќе на екранот, еве дел од фотографиите, може да гледачите да видат. Ето ве ќерка ми баш со оваа табла, значи ова е веќе за 3 години активност, каде што ластичињата може да ги објасниме прво по фотографиите, да па потоа ќе се вратиме во студиото. Тука имаме ова активност од Синми, каде што животните се замотани со овие меки стапчиња и додека спремам доручек или нешто, има он куп животни пред него и треба да ги одмотува. И има занимација. Има занимација и утрото не е хаотично. Синми тука е некаде 12 месеци, значи околу година. Да. Тука имаме од тоалетна хартија наредени ролните празни со малку салотејпче и да пушта топчиња. Тука имам игра со сенки, ова е исто така за најмалечките, беше игра со сенки со прстите на зидот, едноставно. И децата обожаваат да ги гледаат. Овие си правиме звуци, си правиме мимики и така се забавуваме навечер. Ова беше пред спиење, некоја активност брза. Ова е една омилена активност, би рекла, за родителите од 6 до 12 месеци, значи посебно кога се во скок на развој, децата знаат да бидат раздразливи и вознемирени. Ова кутија двете деца ми ги има смирувано. Едноставно ставаме во кутијата, се влечеме по ходник, се смееме и вознемиреноста кај дечињата или кога има заби или нешто, им го одвлекува вниманието 100%. Да. Овдека е сензорна активност и двете деца, да речам, учествуваа во оваа активност и 3 години и година. Двете деца можеа заедно со овес, затоа што може да го става во уста и помало дете. Тука чорапчиње на зидот, ова беше во периодот кога се исправавме помеѓу 10 и 12 месеци. Овдека криеме предмети на овие слики и детенцето исто така од вечер ја спремам оваа активност, тоа е многу битно и са бајле, додека се спремаме, додека правиме доручек, детето си има занимација и си ги вади предметите од оздола, интересно му е.
Навистина, како ти доаѓаат овие идеи, Ангела? Ги гледаш од некаде или едноставно Овие Не, Сама? секако дека не можам се да измислам сама. Инспирација наоѓам на Pinterest, дефинитивно, но и на до сега посетив 3 курса кои што се однесуваат на раниот детски развој, каде што активностите се даваат, нели, предавачите активности кои што го поттикнуваат развојот во дадениот период. Значи, ако треба да се усоврши фина моторика, пинцерфатот, значи тука ги прилагодуваме активностите према тоа што треба да се усоврши во таа фаза. Така. Еве има сега овдека и нешто со ластичиња, тука со водичка. ловиме, да, ова е со водичка, ова е исто омилено за децата, затоа што нема дете што не сака вода, а тука многу се развива фината моторика и забавно е да се надпреваруваме меѓу себе кој повеќе ќе улови од ластичињата. Го имаме правено и со рипчиња, од овие меки стапчиња имаме правено вака како рипчиња и потоа ги имавме ловено и рипчињата. Значи со цедалка додека беше помала, кога не беше толку совршено за да може со чепкалка. Да. Домашен пластелин гледаме на видеото. Исто така омилените рецепти на деца веќе над година и пол. Како го подготвувате домашниот пластелин? Домашниот пластелин е потребно многу малку состојки, односно потребно е брашно, малку лимонтус, колку за да се конзервира тестото, врела вода и малку боја. Толку. И се тоа станува една мека смеса. Значи не мора ни за тоа да се даваат пари. Нема потреба, да. Нема потреба. Пластелинот настана поради тоа што ќерка ми појави реакција на вештачкиот пластелин и мораше да побарам рецепти со кои што она ќе си игра дома и трае до 6 месеци. Во фрижидер се чува, се вади по потреба, пак се складира и играта е бесконечна со пластелин. Значи буквално. Одлично. Еве, навистина одлични инсерти, убаво и ги објаснивме, отприлика дел од нели оние фотографии, еве и видеата. Сега овде имаме се уште реквизити. Би сакала да објасниме сега покрај тропкалчето, значи имаме и сунгерчиња, имаме и табла, ете може да демонстрирате во живо што и како би изгледало тоа и за која возраст. Па вака, за сунгерчињата би можело веќе од 6 месеци да се проба еве сега една летна активност на некој начин, да се наполни едно мало сатче послужавниче со вода. Сунгерчињата може цели, а некој може да бидат и вака пресечени, значи да бидат помалечки парчиња и сите да се стават во водичка. Да. И тие пловат. Тие си пловат. И додека бебенцето, додека и уште и намеше, значи има бебенци што треба да вежбаат уште намеше да бидат, и може и за нив се става пред нив послужавничето и они си зимаат со рачињата, си вежбаат координација око рака, стискаат, значи истекува водата, истекува водичка, интересно им ги бркаат, им се лизгаат. За веќе тие што седат, на нив им е уште поинтересно и полесно. Да, па дури ќе речеме на ќерка ми од 3 години да ја дадеш сунгерче, она ќе земе и ќе си ги брише прозорите, ќе си брише на подот, значи она ќе си прави друг тип на активност, а пак ќе речам само со едно сунгерче. Така. Значи има занимација за едно попладне со вода на тераса, скрос одлична активност. Да помине времето, а да не е на таблет или на екран, така е. Да. Оваа табла сега да ни демонстрираш што служи, за што служи? Оваа табла мислам дека ја видовме веќе и кај сликите. Да, тука мојата ќеркичка имаше 3 години, ова беше зимата направена и ја вадиме кога ни треба на брзина малку да биде умна додека јас нешто правам. А таблата има значи капачиња во бој од смутињата што ги има пиено и ластичиња и давам исто така во тие бој. Да, и значи она треба да семе. Ако е сино со сино капаче, ќе треба да поврзе на пример вака. Значи некаде треба направо, некаде на диагонала и да ги вежба прстињата, логика, тука да развива, значи повеќе активности има и ова држи некаде 10 до 15 минути внимание, даваш многу ластичиња, па ластичињата се редат и ова е нешто што го вадам од време на време кога ми е потребно. Еднаш го направив за неколку минути и сега го вадам по потреба. Да. Кутијата? А кутијата Тоа е празна кутија. Празна кутија, најобична една празна кутија. Може да демонстрираме бидејќи оваа активност мене ми купи 50 минути време. Значи 50 минути време за со 2 деца, тоа е нешто. Колку да се подготви ручек. Да. И само ја земаме кутијата, вака и правиме со ножички, да, и правиме неколку отвори. И значи буквално вака неколку дупки. И тука ги земаме овие стапчиња за уши.
Да. Чепкалки, така. Чепкалки, да. И едноставно само вака детенцето треба да ги става во кутијата. Даваме многу стапчиња за да има вака желба повеќе да става и кутијава ја полниме до крај. Да. Значи може ако се поголеми дупките тоа да го направиме и со помпом, топчиња. Можеме и дури со овие за дечињата што се помали за да можат да влечат. Ги зимаме овие стапчиња, им правиме дупки и вака сега детенцето од тука ќе треба овие да ги влече. Ги ставаме малку подолго и детенцето вака да влече, значи во фазата да речеме од 9 месеци до кај 13-14 многу сакаат да влечат работи, да лепат стикери, да влечат и ова е супер активност што може, значи една кутија може на неколку начини да ја искористите, да ја реупотребите. Браво. Да. Имаме уште нешто да демонстрираме или јас да ги покажам сега овие календари како впрочем изгледаат со активности. Ова е мини водич со активности за Великден ова беше. Да, за дечиња 20 плюс тематски. Ова беше за Великден. Ова беше за Великден. Да. Вака великденски активности и сето ова си има внатре. Сите овие што ги објаснувавме сега, односно што ги демонстриравме сега, си ги има напишано како тоа изгледа, нели? Да. Како еден водич за мајките. Ова беше тематски. Тематски беше водич, да. Имаме што сакам да го покажам, тоа е месечен календар со активности за дечиња од 2 до 3 години. Ова е за нешто малце поголемки. Дечиња 2-3 годинки. Да, значи вака се регуларните календари. Ова беше водичот, а вака изгледаат регуларните календари, да. И пролетен календар со активности за. Да. Ова е сега најновиот. Ова е за овој период, за оваа сезона. Еве го. Да. Еве вака Значи, изгледа. внатре во самиот календар прво имаме еден осврт, каде што треба родителите да ја сватат развојната фаза во која што се наоѓа нивното дете. Им давам помош и насоки за да разберат, значи децата од 2 до 3 години или тодлерчињата во овој период развиваат многу емоции. Значи дека потребно е да има активности кои што ќе поттикнат тоа чувство на емоциите, значи како да се справат со истите. На нив им е потребно многу движење, значи има доста активности кои што вклучуваат груба моторика. Има сензорни активности, има значи за социјалните вештини да се развијат, когнитивните, логиката, нели секако тука се фината моторика. Така што во секој календар на месечно ниво гледам да вклучувам, односно прво на неделно ниво да има од секој од овие активности. Така во месецот ќе се извежбаат, да речам, сите сфери. Ете така. Да. Сега, кои се најчести прашања кои што ги добивате од мајките, па и татковците? Мислам дека кога зборувавме по телефон, ми кажа дека и татковците се многу вклучени во сите овие активности. И што им е најинтересно на дечињата? Што сакаат најмногу да прават, да работат од овие ваши предлози? Да, па дефинитивно се сензорните активности кои што се најинтересни. Значи варени шпагети во разни бои, игрите со вода, игрите со кинетички песок, пластелин. Значи се што има некоја сензорна структура на децата им е најинтересно и им држи многу долго внимание. Од друга страна, нешто што е со вода, нешто што е со кал, можам да кажам. Па со текстура, песок. Кога се прави нешто, да. Или од брашно, така? Да. Значи на дечињата им се најинтересни се што може да фатат со прстињата. А знаете како велат, тоа што го прават прстите, мозочето го памети. Така. За нив тоа е игра, но всушност е развој на мозокот на сите нивоа. Така. Да. Кои се придобивките од сите овие активности? Од овој календар со активности? Претпоставувам една и која што е многу важна е тоа што помалку да бидат децата изложени на екрани. На екрани. А за жал се повеќе гледаме, токму тоа го гледаме и тоа мали бебиња и дечиња. Претпоставувам и вие и јас сум гледала и гледам и дури и надвор кога се излезени дечињата место да се тие се на игралиште, меѓутоа се во количка и со телефонот, па ако се одземе тогаш тоа има плачење, викање, нервози и сето тоа. Да. Предпоставувам една и многу важна придобивка е токму тоа. Друга? Да се одбегне значи екранизмот. Јас тоа доста го потенцирам и во моите видеа кога зборувам за родителството, дека ова воопшто не одзема време и дека ова е само алатка која што ќе им помогне на мајките кои што немаат идеја, немаат време да барат, да имаат веднаш готови спремни активности екранот да го заменат. Така.
Да, значи тоа мора да се потенцира. Другото би рекла дека кај децата се развива самодовербата, се развива самостојната игра, се развива имагинација, креативност. Нормално тука се оние вештини со, пак ќе кажам, со фината моторика, со трчањето, значи активности каде што ќе им дозволиме и ќе ги подготват утре ден за училиште, логиката, меморијата, фокусот, концентрацијата, кои што се билдаат од мали. Да. Не може да очекуваме дете што седело на таблет, дека на училиште ќе може да седи 40 минути без да сака да стане, да биде после хиперактивно. Така, да. Сега, оно што ми се надоврзува како прашање, и е логично, затоа што веќе летниот распуст почнат и трае до 1 септември, значи веќе 2,5 месеци. Тука се имате активности и за поголеми дечиња, не само 3+ години. Како да се избегне таа екранизација, да не се толку на таблет, телефон сега, телевизор, има ли малку некои активности, еве вака помош до бабите и дедовците кои што ги чуваат сега дечињата во овој период кога не се на училиште, некоја помош по дома, времето е топло, нели? Не може секогаш да се излегува надвор, најчесто во утринските и во вечерните часови, ама како да се помине денот кај оние школски дечиња? Кај школските дечиња би рекла дека треба да имаат, значи, родителите однапред некоја спремно, да речам, папка со такви активности, каде што ќе може да поврзуваат, да лепат, да бојат, да имаат стикери, значи за бабите и дедовците само да дадат фломастерчиња и активности да бидат спремни. Да имаат секој пат вода, корице со вода, да ги земаат куклите и играчките што имаат по дома, камиончиња, може да ги бањаат. Да, тука со шампонче, со се, значи веќе тие не лапаат, можат слободно да си играат со вода, со шампонча. Коцки мраз, значи замрзнати коцки мраз и водени бојци сосема ќе го завршат трикот за едно попладне. Како? Коцките мраз, смрзнати од вечер, ставени во еден така подолг послужавник, водените бои и одозгора ги бојат коцките во разни бои. И тие се топат, и ти пак треба да боиш. Сода и боја, исто така, експерименти, односно оние експерименти што ја будат љубопитноста кај децата, со сода, со боја, со оцет, каде што се откриваат разни бои под содата, се многу интересни за нивна возраст. И се што е поврзано, нели, со надвор, времето што може да го поминат надвор е секако незаменливо. Да, за да може да потрошат енергијата од денот што се собира. Навистина прекрасни идеи. Јас имам уште многу прашања и уште би разговарала со тебе на оваа тема, меѓутоа времето ни е веќе толку предвидено за овој разговор. Би сакала само за крај да те прашам сите заинтересирани како и каде може да те најдат и кои се идните планови? Дали остануваме само на овие активности? Децата ќе си растат, нели? Најверојатно ќе треба веќе други идеи, значи за поголеми дечиња. Да, дефинитивно. Најпрво ќе кажам до мајките би рекла дека уште еднаш ќе напоменам, не ви треба ниту време, ниту ресурси, ниту скапи играчки, ниту наместен простор специјално како од интернет што го гледате, за да бидете присутни, за да бидете ангажирани во животот на вашето детенце. Значи, потребно е само малку идеја. Значи, ништо повеќе. Децата бараат да сте тука и да имаат активност што ќе го поттикне нивниот развој. Љубопитни се. Така сме растеле ние. Еве, мојата генерација, како сме растеле, баш така. Немавме ни екрани, ни таблети, ни телефони, па еве си пораснавме. И каде може да ве најдат сите? Можат сите да ме најдат, значи на мојот Инстаграм профил, angela.kostovska, каде што споделувам и секојдневно ние што си правиме и предлози, активности, нели тука има еден тон бесплатна содржина која што ја нудам до родителите, до сите што ме следат. И идните планови ме прашавте, секако планирам нешто да има различно интересно. Тематските, гледам дека им се доста интересни на родителите тематските активности, односно кога доаѓа Великден, кога доаѓаат празниците, есен, така што планирам во иднина дефинитивно да имаме такви мини водичи или баш календарчиња кои што ќе бидат со тематски активности. А за другите работи мислам дека ќе дознаат на Инстаграм како ќе се движи, како ќе растат и моите деца, како јас ќе растам со едукација во оваа насока. Така ќе има и нови активности. Јас мислам дека бевме навистина
навистина беше овој многу користен разговор за сите идни родители, сегашни родители, баби, дедовци, сите кои што чуваат дечиња овој период, кога се поготово дечињата дома, кога не се на училиште. Ангела, благодарам, посакувам многу успех и верувам дека ќе има повторно можност или ние да дојдеме на гости кај вас, ако не дома, можеби во некој простор каде што тоа веќе го организирате во иднина, или повторно да ни бидете овде гостинка. Благодарам уште еднаш на поканата. Се надевам дека се гледаме и во следна прилика. Така е.